Променетата одлука за определување ефективен притвор за осомничениот Асмир Јаховски, собственик на Пуцко Петрол, премиерот не сака да ја коментира. Мицковски вели дека на тоа прашање само судиите може да одговорат. Премиерот вели без разлика дали тој се согласува со нивните одлуки или не, тој нема да се меша во нивната работа. Не знам, ќе треба да добиете коментар од судиите. Ваш став? Тоа е мој став. Не можам јас да коментирам од името на судиите. Сум рекол дека не ги коментирам судските одлуки и така и ќе продолжам да се однесам. Без разлика дали тие ми се допаѓали или не, јас нема да ги коментирам, така што зашто се овие променливи одлуки ќе треба можеби од нив да побарате мислење. Мицковски денеска повтори дека неколку суди и обвинители биле последниот браник на СДСМ и ДОИ. Вице-премиерот меѓутоа пак оцени дека променетата одлука е резултат дека ниту судството, ниту обвинителството се уште не се ослободени. Евидентно е и ова е аргумент дека се уште судството и обвинителството не се ослободени и се обидуваат се уште да влијаат лошо на процесите и тогаш кога има јасни одлуки и јасен криминал кој што не е само корупција, туку е засегнат и животната средина, збориме за мазутот, но мислам дека пораката беше јасна од оваа влада дека борбата против корупција има нула толеранција и никој не е над законот. Власта да престане да врши притисок врз правосудните органи, бидејќи со таквото однесување довербата од 2% може да падне на нула, обвини лидерот на СДСМ кој ги коментираше најавите на премиерот дека на судски совет може да им се случат протести. Филипче порача дека вистинскиот начин за темелна реформа може да се спроведе со усвојување на законите од реформската агенда, зашто рече дека власта може да смета на нивната поддршка во парламентот. За случајот со осомничените за набавка на мазот вели дека очекува брза и транспарентна истрага. Очекувам брза, транспарентна истрага и секој кој што го прекршил законот треба да одговара. Мислам дека е апсолутно некоректно и непринципиелно да се доведува Социјалдемократскиот сојуз во некаква врска со тие бизниси, со Пуцко Петрол, кога видовме дека во изминатиот период огромен број на постапки и тендери кај градоначалници на ВМРО-ДПМН од страна на нивни министерства ги добила токму таа компанија. За случајот со перење пари при набавка на мазот, вчера ефективен притвор доби собственикот на Пуцко Петрол Асмир Јаховски откако кривичен ја преиначи одлуката со која првично му беше определена мерка куќен притвор. Тој е еден од осомничените за тендерот за набавка на мазот за ТЕЦ Неготино. Со истрагата се опфатени Радко Капушевски и Ерџан Сулковски, собственици на РКМ, екс-директорот на ЕСМ Васко Ковачевски кој е во бегство и уште 9 лица кои учествувале во тендерската постапка. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.